Вие бевте исто така долгогодишен директор на ИЗЛИС. Можете ли да ни кажете дали во Скопје се почитуваат стандардите за сеизмичка градба? Да, тоа сакам да потенцирам, значи многу голем дел од граѓаните, а уште повеќе, не уште повеќе, него и голем дел од новинарите не се информирани. Значи, прво, пред земјотресот немаше сеизмички прописи, него беа за обична градба. 64-та се донесува првите прописи и почнаа да се применуваат, но нормално и послаби материјали беа и арматурата беше малце подруг тип и сите тие работи. Значи, генерално, секогаш после земјотрес се земаат сеизмичките сили во предвид. Но, може би граѓаните се плашат кога станува на нагла урбанизација, што викаат урбана мафија, и стварно има и таква. И од анкетата што ја видов, значи најмалку веруваат на градбите помеѓу 90-та и 2000-та, но јас сметам дека и тие не се лоши, дека дури се подобри од овие до 80-та, но од 2014 година, значи во Законот за градба е воведен еден член, така наречен член 4А, каде што секој проект, секој објект што се гради во Македонија треба да помине низ научна институција специализирана за сеизмичка отпорност на градбите. Едно од тие сме и ние како институт и практично главните средства на некој начин ги за да можеме, бидејќи донации за жал на вакви институти, ова е еден вид приватен институт, да кажеме, нема донации, ова е нашиот приход на некој начин, за да можеме да се бавиме со наука. Сите овие што ги правевме, да кажеме, истражувања со анкети и за скопскиот земјотрес и за ова како да се однесуваме, направивме и за црногорскиот, направивме и за земјотресот во Загреб, анкети направивме и за земјотресот во Босна, и малце се оддалечив од прашањето. Значи, од 2014 година, секој објект што е помал од 300 квадрати, мора да се контролира проектот во научна институција како што сме ние, а за поголеми од 300 квадрати објекти, покрај тоа што се контролира проектот, се контролира 2 пати на терен, само конструкцијата нас не интересира. И граѓаните треба да знаат дека после 2014 година едно од најригорозните контроли во Европа се прави во Македонија. Тоа е дефинитивно го тврдам и тоа е баш така.